Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Од локалните избори. Наполно их завршува јавниот увид во податоците од избирачкиот список за локалните избори 2025, а утре петок промоција на кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН и советничката листа. Општина Прилеп го објави повикот за доставување предлози за доделување трето ноемвриски награди и признанија. Утре изложба Украс во Марко Цепенков. Последниот месец Европската Унија почнува да го спроведува новиот систем за контрола на границите. На првото влегување ќе се земаат отпечатоци од прсти и фотографија на лицето. Времето денеска дождливо со температура до 26 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат нови времени промени. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филипуска. Наполно их завршува јавниот увид во податоците од избирачкиот список за локалните избори 2025, а в петок најавена е промоција на кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН и советничката листа. За општина Прилеп, носител на советничката листа на ВМРО ДПМН е доктор Билјана Кржевска, специјалист гинеколог во Прилепската болница. Таа, објавувајќи ја кандидатурата, се заблагодари на довербата, а в петок на камената бина во центарот на Прилеп официјално ќе биде промовиран и кандидатот за градоначалник на Прилеп Дејан Продановски, како и советничката листа на ВМРО ДПМН. А денеска на полноќ завршува јавниот увид во податоците од избирачкиот список за локалните избори 2025. 2 дена подозна на 13 септември на полноќ завршува и рокот за доставување на листите за кандидати за градоначалници и за советници до општинската изборна комисија. Општина Прилеп го објави повикот за доставување предлози за доделување на трето ноемвриските награди и признанија. Предлозите може да се доставуваат од денеска 11 септември до 13 октомври. Овие признанија и награди се доделуваат на физички и правни лица за достигнување во општествениот, стопанскиот, културно-уметничкиот и политичкиот живот. Предлог за доделување награди и признанија можат да дадат предпријатија, издруженија и граѓани, како и други субјекти.
Предлозите се доставуваат до Комисијата за одбележување значајни настани, личности и празници при Советот на општина Прилеп на приемно одделение во новата општинска зграда или на адреса улица Прилепски бранители, број 1 Прилеп. Утре можете да ја посетите изложбата Украс во Центарот за култура Марко Цепенков. Изложбата започнува во 18 часот и 30 минути во ликовната галерија од Центарот за култура Марко Цепенков, каде ликовната изложба започнува од 18 часот и 30 минути во ликовната галерија од Центарот за култура Марко Цепенков. Изложбата Украс е од уметницата Маријана Узунчева. Изложбата е поддржана од Министерството за култура и туризам. Ова е најновиот креативен подвиг на ликовната уметница Маријана Узунчева, која отвора низ актуелни прашања во врска со позицијата и третманот на жената денес и родовата нееднаквост, посебно во конзервативни и патријархални општества. Од следниот месец, Европската Унија почнува да го спроведува новиот систем за контрола на границите. На првото влегување ќе се земаат отпечатоци од прсти и фотографија на лицето. Европската Унија воведува нов дигитален систем за контрола на границите, познат како систем за влез-излез, кој ќе започне со примена од 12 октомври 2025 година. Овој систем ќе го замени рачното ставање печат во пасошите со електронска евиденција и биометриски податоци, а ќе се однесува на патниците од земјите што не се членки на Европската Унија, вклучително и за македонските граѓани при секое влегување и излегување од Шенген зоната. Новиот систем ќе важи за повеќе граѓани кои не се државјани на Европската Унија, како и оние на кои им е потребна виза, така и на оние на кои им е потребна краткорочна виза за престој до 90 дена во период од 180 дена. При првото патување под новиот режим, патниците ќе мора да дадат биометриски податоци, односно отпечатоци од прсти и фотографија од лицето. Оваа регистрација е еднократна, доколку еднаш сте го поминале влезот во европските земји, кои го користа системот за влез и излез, вашите отпечатоци од прст или фотографија од вашето лице веќе ќе бидат евидентирани. Евиденцијата ќе важи 3 години или до истекот на важноста на пасошот. Временска прогноза. Времето денеска дождливо со температура до 26 степени Целзиусови. На одредени места во општина Прилеп беше нестабилно со повремени врнежи од дожд и појава на грамежи. Дуваше слаб до умерен ветер од јужен правец. Максималната температура изнесуваше 26 степени Целзиусови. Утре, петок, ќе настапи преодно стабилизирање на времето, а во сабота во југоисточните делови на Македонија ќе има услови за изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грамежи. В недела, повторно, ќе има нестабилно време со пороен дожд и грамежи. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска. Септември 2025 година.